Прво се не патлама. Илмас, кажи ми како е да се живее овде? На некој начин добро. Ама има и кога доаѓа ред, се слоше живењето. Кажи ми, јас сум овде со една приказна за традицијата на овие луѓе, на јуруците. Ти велат дека оваа традиција на овие луѓе е една од богатството на Македонија во начинот на зачувана традиција, на негување на своите обичаи од со векови. Денеска се живее ли така? Ги чуваат ли традициите луѓето кои што Значи како што живееле и пред нас тие турци и ние трудиме да ги негувате тие традиции? Да. Кај ќе одите се? Сега ќе одиме на дрва, малку за џамија да донесеме дрва и така. Па добро, ајде да дојдам јас вас, може? Може. Овој прв разговор со имамот во селото ми отвори еден друг поглед. Ова беше добар знак на нивна љубезност кон мене како странец, во кој веројатно препознаа искрени намери. На добар пат сум да откријам што повеќе за нивната традиција. Ова е последно село или уште нагоре? Не, ама друго село има ли после ова? Не. Има Радовиш. Тоа е Радовиш. 15 км. Ама асфалт натаму нема од ова. Мора од Радовиш. Тие продолжија во својата работа. Јас во мојата потрага. Јуручката традиција во Македонија е присутна повеќе од 7 векови. И денеска, овде под Плачковица, луѓето живеат со своите обичаи, своите традиции. Прататковината на јуруците е област во Кавказ, а од 10 век се преселиле во Анадолија, Турција. Во Македонија доаѓаат со османлиите во 14 век. Приказните се дека тие имале статус на Евлади Фатихан, или во превод деца на освојувачот. Се движеле заедно со османлиската војска, бидејќи биле најревносни чувари на традицијата, најотпорни на влијанија. Ги населувале планинските предели. Во ова село секој простор е важен. Со оглед на тоа дека станува збор за ридско-планински дел, погледнете, например, каде се наоѓаат пластениците за земјоделските култури. Има вслушнато дека јуручката носија кај жените не е променета повеќе од 1000 години. Затоа морав да дознаам нешто повеќе за тоа. Добар ден! Добар ден, добро си дошол. Браво, како си? Арно. Рамис и Фајзија со задоволство ме поканија во нивниот дом. Колку време ви треба да направите една носија? Колку денови? 2 дена. 2 дена? Материјалите од кај ги наоѓате? Туркија. Зошто се боите карактеристични шарени? Што означува тоа? Eskiden daha nenelerimizden görmüşük öyle. Burada yörük güler, yörük biz. O yüzden böyle giyiniyoruz. Од каде имаш научено да шиеш ти? İngem vardı, ondan öğrendim. Колку време ви требаше да научите? Çabuk öğrendim ben. Görünce hemen öğrendim. Kim çabuk öğrenebiliyor, öğreniyor. Ben bir günde öğrendim. Навистина импресивно. Како тоа може да се вклопи во современиот свет, да речеме? Може кога човек сака, тоа може. Може, ја го памтам како дете, таа облека носи. Татко ми исто тоа кажуваше. Дедо ми исто го тоа кажуваше. Јуричката традиција што се разбира, тоа се разбира дека во планета со што живеелме на времето со сточарство, со Денеска е истиот начин на живот, така? Исто. Нема ништо промена, па има малку, нели. Спаѓаме доле по ниските села, сега веќе енус, ама малку касно сме остарали. А зашто например, велат дека се живее повеќе така затворен круг, тип на живење? Не е точно тоа, затворен. Не е тоа точно. Ние секој, нели, пазар одиме, шетаме се. Некој вика, мажите го истегат, жените, тоа не е точно. Еве, мојата домакинка, слободна, она кај сака, може да се оде, шета се. Кој е газда во куќата?
Па домакинка, газда се знае, газда, ама и 20 сме газди тука. Ама она е главата. Она е главната. Дома кој ќе ви дојдат на гости, како ги пречекувате? Сега, ансыз ден нели дојдете, ние чекаме, треба да се да кафе, не, турско чај, Турски чај турско чај и турско кафе. и турско кафе. Да. А пијат осут. Овој. Овие деца секое утро итаат кон осамената зграда на ридот на селото. Тоа е основното училиште. Добар ден, деца. Здраво, како сте? Добри. Еве дојдов малку да видиме и да поразговараме. Образовниот систем денес, за разлика од минатото, има големо значење за оваа етничка група. Јас сум од прво до пето одделение како класен раководител. Помагаме се и со дечињата и после образованието, после работното време што е. Што правите после? На тие деца што им се нејасни некои работи, што не можат повеќе да онидуваат, и јас имам дечиња и со нив заедно, па и кај мене и дома, се консултираме за домашните работи. Колку деца има овде? Овде имаме од прво до пето одделение, вкупно 13 деца, што се разликуваат прво одделение 5, второ 3, трето 3 и така да имаме вкупно од прво до пето, паралелките са 13 деца. На кој наставен јазик, на турски? Јас предавам само на турски наставен јазик. Има наставници и наставнички што доаѓаат, колеги и колешки, што доаѓаат, предават и други предмети. Техничко образование, македонски јазик, англиски јазик имаме. Тука населението и народо исто така и децата, да ќе речам, дека толку се издржливи на секакви услови и на секакви работи, значи навикнати се да работат и што наследува од таткото, па сино, па од сино на внуците. Тоа успев ја да го приметам, едва успев да се качам до школата, а деца веројатно секој ден и во зиме и во лето се качуваат, така? Да, и на доши на снег, и на секакви временски услови, они се спремни да дојдат. Нивниот пат води кон дома, а мојот во нова потрага. Добар ден! Како сте? Иако јоруците дел од своите обичаи и традиции, особено номадскиот начин на живот го напуштиле, но во овие села се уште може да се најдат лица кои живеат како и нивните предци во Кавказ. Турско доаѓаат они, една време пешки, затоа викат јуруци. Што значи јурук? Затоа речи пешки доаѓаат, пешки, јуриереки. Што е традицијата на јуруците? Тоа е јуруците планина живее. Овај дел не го држи. Тоа, ладно. Тоа е само за градо, канцелариите, а тоа ќе седнеш гол газ трн не се седи. Мора да облечеш и да седиш на трн. Затоа е таква... Затоа таква носит. Врни, грни денеска ти идеш на работа, планина. Денеска, кажи ми, младите ја чуваат ли традицијата од старите луѓе? Има некој така, ама слабо става. Не. Има нешто, па така. Држи. Сега пат направи малку. Пат има. Една време товариме 2 товар дрва или еден товар до Штип, дека 6 сат. Но кајска 12 ки станеш, у сабале ки идеш Штип, па вечер ки дојдеш 10 сати.